Минатата недела беше денот на интелектуалната собственост и заштита на интелектуалната собственост. Ова утро во Македонија на утро имаме адвокат и застапник за индустријска собственост Марин Гавриловски. Зборуваме со него за умствената активност за која се признаваат посебни права. Добро утро и добре дојавте. Добро утро до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Благодарам за поканата. Прво, да разграничиме што е тоа интелектуална собственост. Па, интелектуалната собственост е составена од два големи корпуси на права. Едното е авторското право и сродните права, а другото е правото од индустријска собственост. Главните елементи на правото од индустријска собственост се патентите, индустријските дизајни и трговските марки. Можеме да кажеме дека ние се среќаваме со правото од интелектуална собственост насекаде. Еве и во ова студио, ако гледате, еве и знакчето што гледачите го гледаат на своите екрани, например, представува логото на Македонската телевизија, тоа представува трговска марка. Камерите кои што не снимаат представуваат патенти. Сценариото кој што вие го имате подготвено представува авторско право, така што интелектуалната собственост е фактички секаде околу нас. Секојдневно се среќаваме со неа. Мала дигресија, подсетат ли општи добра кои што сите можеме да ги користиме во одредена доза без разлика на тоа што се авторски? Секако постојат исклучоци за лична употреба, кога не е тоа во комерцијални цели, кога има дела кои што се секако што може да се користат и без да се заштитат. Меѓутоа, основата на заштитата на правата од интелектуална собственост е да се даде одреден ексклузивитет на оној кој што го создал тоа дело, да има право тој да го употребува, односно ползува одреден временски период ексклузивно. Затоа што тој го открил тоа. Затоа што тој го создал на крајот на денот или го открил. Кој се може да ги заштити правата на интелектуална собственост? Носители на правата може да бидат сите физички и правни лица, домашни или странски. Тоа е во согласно со меѓународните конвенции. Македонија е членка на Светската организација за интелектуална собственост, која што всушност го прокламира денот на интелектуалната собственост. Ние сме исто така подписнички и сме ги ратификувале сите позначајни меѓународни конвенции и договори кои што ја регулираат оваа област, истите се имплементирани во нашето законодавство. Значи, ние сме членки на Париската конвенција за заштита на индустријската собственост и на Бернската конвенција за заштита на авторските права. Треба да се направи една мала дистинкција помеѓу носителите на правата, оние кои што се делот од авторското право и оние кои што се од делот од индустријската собственост. Самото тоа што авторските права се индивидуални, интелектуални творби на поединци, на физички лица, кои што понатаму можат да ги пренесуваат на други, а тоа се писатели, ликовни уметници, филмски режисери и така натаму. Начинот на заштитата на овие права е малку по-неформален од заштитата на правото од индустријска собственост, односно патентите, трговските марки, индустријскиот дизајн, бидејќи тие во поголема мера ги штитат правните лица за своите деловни потфати. Па така, заштитата на авторското право се штити со објавувањето или со депонирањето на авторското дело, а заштитата на индустријската собственост, односно на патентите, трговските марки и индустријскиот дизајн, се штити во една формална процедура пред државен орган, како што е Државниот завод за индустријска собственост во Македонија. Како оди процедурата за сето ова? За двата момента? Да, рековме за авторските права е малку поедноставно, бидејќи се смета дека авторите се луѓе кои што, нели, писатели, уметници кои што не се многу во тие рамки, да речеме, формални може да влезат, па затоа од моментот на објавувањето на делото, например објавувањето на книгата или на песната и така натаму, се смета дека таа е заштитена на ниво на целиот свет. Објавување каде? Во некој медиум, јавно објавување. Јавно објавување било каде, значи може и на некој литературно читање, да речеме. Тоа сакав да прашам, дали некоја песна ако е изведена некаде и од тој момент на некој
евент на кој што настан, на кој што имало мал број луѓе, дали и тогаш таа станува заштитен? И тогаш се смета. Додека пак заштитата на трговските марки, патентите, индустријски дизајн оди преку Заводот за Државниот завод за индустријска сопственост, каде што формално се поднесува пријава, па има одредена процедура, во зависност од тоа за кое право од индустријска сопственост станува збор, таа процедура е специфична и завршува со тоа што Државниот завод издава решение за признавање на тоа право. Значи, добиваме формално решение и одреден временски период во кој што тоа право е заштитено, односно има ексклузивитет, оној кој што е носител на правото, тој да го користи и да дозволи или да не дозволи трети лица да го користат неговото право. Дали во Македонија се заштитуваат авторските права? Па да, во Македонија генерално се заштитуваат правата од интелектуална сопственост. Ние генерално ги имаме усогласено целосно нашето законодавство во многу висока мера со меѓународните норми и со европското законодавство. Секако дека постојат некои финеси кои што во тек на време се менуваат, кои што треба да се усогласат на правниот систем. Значи едно е усогласувањето на законодавството, друго е спроведувањето на правото, односно неговата заштита. Спроведувањето на правото е еден малце покомплексен процес, бидејќи во него треба да бидат уклучени многу повеќе чинители државни пред се и носителите на правата секако. Претходно, допред 10 години, постоеше така наречениот координативно тело за заштита на правата од интелектуална сопственост. Тоа беше една повеќе институции се собраа на едно место, тоа беше владата го формира тоа координативно тело, кое што внимаваше и правеше акции во текот на годината на целата територија на Македонија, во која што се бара повредувачи на правото, односно оние кои што го повредуваа правото, па нивните он се запленуваше, дел од производите кои што всушност беа фалсификати и тогаш некако поголема беше свесноста за потребата од заштита на правото од интелектуална сопственост. Сега, иако тоа тело се уште постои, не е укинато, тоа веќе поголем временски период нема некаква активност. И можеби токму може да искористиме оваа прилика да апелираме до државните институции повторно да заживее тоа тело, бидејќи на тој начин оние кои што ги повредуваа правата не беа баш многу комотни, бидејќи знае дека во било кое време може тоа тело да действува, а тоа беше составено од представници на Министерството за внатрешни работи, на обвинителството, на Министерството за култура, Државниот завод за индустријска сопственост, пазарната инспекција, така што беше многу делотворно на некој начин. И сега прашањето се наметнува само, дали каква е сликата во Македонија, дали сме свесни за правата на интелектуална сопственост и во која мера се почитуваат, колку работа е имало телото додека постоел? Работа има и ќе има. Односно додека функционирало, како што велите, се уште постои. Значи работа имало и ќе има, бидејќи секојаш има некој кој што сака да го заобиколи законот и на сметка на тоа што некој вложувал, да речеме, во изградба на еден производ, да се обиде нешто ситно да ќари. Бидејќи фактички, да речеме, еве еден патент, некоја фармацевтска индустрија направила некој лек, го промовирала, прво морало да се направи со стручен труд, истражување и така натаму со години, значи тоа чинело пари. И потоа тој производ го пушта на промет и се наоѓа некој кој што може да речеме го менува пакувањето, името на производот и пушта свој производ, а прави во некоја гаража, да речеме, без воопшто да потребил средства. Значи суштината е таа, значи да се спречи да се трудот кој што некој го вложил во создавањето на еден производ да се злоупотреби од страна на луѓе кои што фактички немаат никаков удел во тоа. Не само трудот, туку и умот. И умот, секако. Нели, што е такова и насловот интелектуална собственост, да. Генерално се почитуваат правата, меѓутоа има и непочитување кои што секако според законот, според законите и за авторското право, има посебни закони, закон за авторско право и сродни права и закон за индустријска сопственост, е предвидена повеќе слојна заштита. Значи имаме
кривично-правна заштита, имаме граѓанско-правна заштита, исто така и пазарната инспекција во својот дел действува, како и царинската управа при увоз. Значи имаме ние еден систем кој што релативно добро функционира, меѓутоа секогаш може да биде подобро. Да, се разбира. Од каков тип е компензацијата на повредата на авторските права и на правата за индустријска и интелектуална собственост? Па, генерално законот дозволува материјална да биде компензацијата. Се разбира има и кривично правна последица, каде што е предвиден и затвор. Со цел да се спречи. Точно така. Меѓутоа, многу често се случува оние кои што го повредуваат правото да не бидат ниту регистрирани како правни лица, ниту пак да имаат некој имот од кој што ќе може да се наплати штетата. Инаку законот предвидува надоместна штета за неовластена употреба на правата од интелектуална собственост. Зависи од случај во случај дали оној кој што го повредувал правото има одреден имот од кој што ќе може да се наплати. Ако нема, тогаш нема да се наплати. Иако ние ќе добиеме позитивна судска пресуда, ќе добиеме се што треба, меѓутоа знаете во Македонија дека има и такви случаи кога фирмите се затвараат, да се отвараат нови, старата фирма нема имот со цел да не може да се наплати. А лична одговорност нема тука на оние кои што го прекршиле тоа или само компанијата одговара, на пример, ако има лична одговорност, меѓутоа многу често тие луѓе немаат средства за да може да се наплати тоа, бидејќи не стоат со општо корисна работа секој ден со одредена цена и да одработат до крајот на животот, нели? Тоа може. Добро, што ако на пример наплатата на повредата е помала од она што го условно заработил оној кој што ги повредил? Кој што ги повредил правото? Па има механизми за, да речеме, заплена, додека трае постапката, неговиот имот да биде запленен, да не може да го користи како имотот, така и сметките. Генерално, тоа е прашање на судовите. Значи, во судска постапка тоа се решава и е прашање на храброста на судијата да донесе таа одлука. Не често судиите се како да кажам, решени и решителни да тоа секогаш да го направат. Помеѓу другото и поради тоа што оваа област не е толку многу голема, активна и така натаму, така што Па добро, точно ли е дефинирана? Моло? Дефинирана, точно ли е дефинирана? Да, точно е дефинирана, меѓутоа сепак е, да речеме, недоволно позната како да речеме некои општи граѓански проблеми со кои што се среќаваат судиите, така што треба и да се работи на едукација. Значи почесто да ги кршиме правата за судиите да може така и ние адвокатите повеќе да имаме работа. Да, и адвокатите повеќе да имате работа. Добро, еве велите судиите храброста. Каква е храброста на адвокатите? Дали тие се решаваат да преземат вакви случаи и да го охрабрат клиентот, бидејќи луѓето се на два ума кога се во прашање адвокатите? Добиваат ветувања, не добиваат реализација или добиваат соодветни ветувања на реализацијата? Па не се тука одговорни адвокатите, зашто крајната инстанца се знае кој и колку е, да речеме, довербата кај граѓаните во судскиот систем. Меѓутоа, независно од тоа, јас како адвокат секогаш им препорачувам на моите клиенти да ги заштитат правата пред да излезат на пазарот. Значи, кога го формираат производот, како еден составен дел од создавањето на производот да биде и заштитата. Превенција. Точно. Затоа што сум имал, да речеме, судски случаи во кои што носителот на правото својот производ не го заштитил, меѓутоа го заштитил неговиот дистрибутер. И ние ни требаат 2-3 години да докажеме дека носителот на правото, дека тој е негов производ, а не производ на дистрибутерот. Значи тој за тие 3 години му предизвика толку голема, мислам, релативно голема штета која што ние наплативме после. Меѓутоа е губење на време, одење по судови, ангажирање на адвокати. А доколку беше заштитен на време пред да се покрене пред производот да дојде на пазарот, во тој случај немаше да има потреба да се прават тие трошоци. Затоа секогаш е ефтино и поефикасно на време да се направи заштитата. Да се спречи отколку да се лечи. Отколку потоа да треба да докажуваме на суд дали сме во право или не. Добро, постои ли некој јавно достапен случај кој што се користи како пример во правото, некоја сериозна компензација за сериозна повреда на авторски права или права на интелектуална или индустријска собственост во Македонија? Па многу малку има предмети од оваа област во текот на годината, бидејќи да речеме големите компании не се решаваат во Македонија да поведуваат судски постапки, бидејќи тоа е долг мачен процес и ние не сме некој голем пазар кој што може да им наштети многу. Имало случаи, да речеме,
Мој клиент кој што имаше дискотека и на дискотеката имаше едниот зид му имаше тапет кој што го имаше знакот на Луи Витон. И една наша позната личност на Фејсбук се сликала во дискотеката и мојот клиент добива писмо од Луи Витон, вика, извинете, во вашата дискотека се наоѓа нашата трговска марка, ве молиме веднаш да ја тргнете. Тој ми се јавува и ми вика, што да правам? Викам, ќе тргнеш одма. Среќа што не си добил пријава. Ќе отрнеш тапетот и ќе се извиниш и ќе кажеш дека во идните тоа нема да го правиш. И генерално на големите носители на правата, тоа им е доволно. Значи не одат тие во ситници да се бидејќи знаат дека во Македонија може компензацијата е многу помала од маката и трудот што ќе Да. Така, меѓутоа, тоа значи па дека ние сепак стоиме на таа некоја мапа, не гледаат дури и во Македонија се внимава на Фејсбук кој што објавува дали има некоја трговска марка или нема трговска марка. Тоа збор за една многу голема компанија која што со од модната индустрија која што добро постојат современи софтвери кои што и најситниот детаљ од фотографиите го следат веќе така што Facebook и социјалните медиуми се сериозен медиум каде што има сериозна заштита. Добро, што уште еднаш да констатираме на кој момент треба да се поработи, што треба да се подобри во оваа сфера, освен тоа оние кои што создаваат да бидат свесни дека треба да го заштитат. Па пред се едукацијата, значи едукацијата на сите чинители, значи од носителите на правата преку државните институции, во нив има секако стручњаци кои работат на таа проблематика долги години, меѓутоа во одредени институции, да речеме во судскиот систем, па и во пазарната инспекција, да речеме, треба да се оди повеќе на едукација а и населението да знае што е оригинален производ, што не е оригинален производ, бидејќи не само што е битен изгледот на производот, туку битен е и неговиот квалитет. Ние знаеме дека токму знакот значи одреден квалитет. Ако знаеш дека купуваш од одреден производител, кој што веќе си го пробал, знаеш дека тој квалитет ќе го има тој производ. Тоа е првите лекции во економијата, брендот е гаранција за марката, е гаранција за квалитетот. Да, така. Добро, Марин Гавриловски, адвокат, застапник за индустријска собственост. Благодариме што во утро бевте во Македонија на утро, заштита на интелектуалната собственост. Минатата недела беше прославен денот, умствена активност за која се признаваат посебни права. Да се надеваме, сега ви посекуваме да имате работа, но меѓутоа што помалку на превентивна може би. Да, што повеќе превентивно, што помалку да се мачите и вие и клиентите. Благодариме што одвоивте време, се гледаме во следна прилика. Благодарам за поканата.